Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. За една недела 40 ново заболени од сезонски грип во регионот, што го покрива Центарот за јавно здравје Кочани. Во Македонија сезонскиот грип ја однесе првата жртва. 14-годишно девојче починало од компликации од грип на клиниката за детски болести Скопје. За 6 дена нови 40 случаи на заболени од сезонски грип во регионот и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје Кочани. На 7 февруари во Центарот беа пријавени и регистрирани 60 случаи на заболени од сезонски грип. До 13 февруари има вкупно 100 лица заболени, информира за Канал 8 доктор Горан Николов, специјалист епидемиолог. Оваа бројка е очекувана, во овој период од годината. Очекуваме некаде крајот на месец февруари да го достигнеме пикот на ова сезонско заболување. Ништо не е за изненадување ако тој број, 7-та, 8-та недела биде и нешто оди во нагорна линија. Овие споредбено со 2019-та, 5-та и 6-та недела, некаде имаме скоро за 2-2,5 пати поголем број на заболени од грип. Доктор Николов вели дека жолтицата стивнува, а во пораст е варичелата кај децата, но се уште не е до степен за прогласување на епидемија. Инаку, како резултат на компликации од грип, почина 14-годишно дете на клиниката за детски болести. И тоа е првата жртва од сезонскиот грип во Македонија. Ваквата информација била испратена од детска клиника до Институтот за јавно здравје. Неделава регистрирани се околу 3700 случаи на заболени од сезонски грип во Македонија и за сега нема да се прогласи епидемија, велат од институтот. Што се однесува пак за опасниот коронавирус, македонскиот државјанин, кај кого е потврдено присуство на коронавирусот, бил пренесен во болница во Јокохама и е во стабилна состојба. Кај него била констатирана блага форма на болеста. Општина Виница ќе добие 5-годишна стратегија за развој и искористување на туристичките потенцијали, а во што ќе бидат вклучени повеќе засегнати страни. На првата работилница за изработка на документот се вклучија представници од локалната самоуправа, од невладиниот и од бизнис секторот. Локалната самоуправа на Виница почна со изработка на стратегија за развој на туризмот за периодот од 2020 до 2024 година, а за што подршка обезбеди и од Министерството за економија. Во рамки на активностите околу подготовката и прибирањето на неопходните податоци се одржа првата работилница на која своите ставови, забелешки, сугестии и идеи ги изнесоа представници од општинската администрација, од невладиниот и од бизнис секторот. Исто така учествуваа и професори од Штипскиот факултет за туризам и бизнис логистика, како и членови на Сдруженијето Туристика од Скопје. Како стратешки документ е поврзан не само со Виница, туку и со целиот регион, па како регион, источен плански регион, туризмот зазема значајно место. Туристичките потенцијали во Виница ги гледаме токму и од самата визија која што ја поставивме за туризам, а тоа е да ги споиме оно што е како културно наследство кое што го има Виница и се разбира современите тенденции, кои што можеби во нареден период ќе допринесат да има поголем развој на туризмот, а со тоа и поголем број на туристи кои што ќе посетат Виница. Во однос на целата работилница се сведе на крајот на 3 приоритети кои што, како што напоменавме, се многу значајни за понатамошен развој на туризмот, а тоа е развојот на квалитетни човечки и институционални капацитети, туристичката инфраструктура и се разбира на крај и туристичката понуда, промоција и заштита. Во дебатата на работилницата беа представени слабостите и позитивните можности за секој од приоритетите, а што на крајот како заклучоци ќе бидат сублимирани во стратешкиот документ. За изработка на стратегијата за развој на туризмот, општина Виница вложува околу 300.000 денари. Според склучениот договор со Сдруженијето Туристика, планскиот документ во печатена и електронска форма треба да биде готов до крајот на месец април. Околу 260.000 денари потроши општина Кочани за дополнителна набавка на обувки за интервенција и за подкапи за вработените во противпожарната единица. Последната набавка на работни униформи беше реализирана минатата година, а наскоро ќе почне постапка за купување теренско противпожарно возило.
По околу една година од последната набавка, кочанските пожарникари добија нови дополнителни заштитни средства за интервенција на терен. Локалната самоуправа на Кочани им обезбеди противпожарни интервентни чизми и наменски поткапи за заштита од високи температури. Чизмите се наменети за дејствување во затворен простор. Тие ги исполнуваат соодветните стандарди за заштита, изработени се од кожа, заштитуваат од пробивање, а гјонот штити од топлина или изгање. Исто така тие поседуваат и други карактеристики што се предвидени со посебен стандард за квалитет и за заштита на пожарникарите. Подкапите пак се вклопуваат со маската и ја штитат главата и вратот од изгореници. Составот на материјалот на подкапите овозможува заштита од хемиски супстанции, како и при високи концентрации во случај на прскање. Новата опрема ќе ја замени старата дотраена, што кочанските пожарникари ја добија како донација пред повеќе од 10 години. Наскоро, Општина Кочани ќе ја распише јавната набавка за ново теренско противпожарно возило, за што се планирани средства со буџетот за 2020 година. Според потребите на територијалната противпожарна единица, ќе се набавува джип, што треба да го олесни пристапот и на најнепогодните простори за гасење пожари, особено на полските површини. Новото возило ќе биде прво за територијалната единица од Кочани, што ќе биде обезбедено со средства од Општина Кочани. Заменик министерот за земјоделство Цветан Трипуновски беше во посета на Кочани, при што се сретнал со граѓаните и со земјоделските производители. По средбата даде изјава за медиумите. Бев на посети во разговор со земјоделците од пазарот во градскиот пазар во Кочани и од тука заминувам на средби со земјоделците од неколку околни населени места од оваа општина. Она што го направив од разговорот со земјоделците, можам да кажам дека едно разочарување од ниските цени, од едноставно лошиот пласман на земјоделските производи, меѓу кои најглавна тема беше пласманот на кочанскиот ориз. Оние цени кои што ги слушнав се навистина ниски, едноставно вака и пазарџиите ми кажаа дека дури едва и по неколку килограми продале од својот ориз. Меѓутоа, она што го отворивме како тема е нареднава реколта која што е дополнително загрижувачка, затоа што акумулацијата калиманци е речиси празна, а на прагот сме на новата производна сезона, каде што полињата во Кочани и оној дел кој што покрива самата брана без малце ќе бидат без наводнување, што ќе значи дополнително загрижување, односно доведување во прашање на новата производна реколта во 2020 и на кочанскиот ориз, а и на целокупното земјоделско производство. Она што ќе го понудиме во наредниот период како мерки и програма во делот на земјоделието, во конкретниот случај за кочанскиот ориз ќе бидат сет на мерки кои што ќе значат олеснително производство, а од друга страна ќе значи загарантиран откуп и пласман на кочанскиот ориз. Тука сега да во интерес на времето да не ги отварам сите аспекти, меѓутоа од препаратите за заштита, од навременото наводнување, од пласманот, од откупните компании, значи тој ќе биде сет на мерки што ќе значи сигурен пласман на кочанскиот ориз, затоа што сме свесни дека овој бренд кој што ги имаме со години наназад е широко признает и во нашата држава, и тој и надвор од границите кој што е многу баран. Така да она што значи бренд кочански ориз ќе биде под силна подкрепа и заштита на идната влада која што ќе ја имаме во после 12 април. Освен учениците од средното училиште Гошо Викентиев, членовите на Сдруженијето Грин од Кочани на Денот на влюбените во паркот ќе постават хуманитарен штанд за помош на Славица Димитрова. Ги повикуваат хуманите граѓани да донираат. Хуманитарни штандови за Денот на влюбените за помош на Славица Димитрова од Кочани, освен младинската организација Авангарда од средното училиште Гошо Викентиев, организираат и активистите од Сдруженијето Грин од Кочани. Тие ќе постават свој штанд кај паркот во Кочани покрај реката. Ги повикуваат хуманите граѓани да донираат. Ние активистите на Сдруженијето Грин ОРГ утре на ден 14.2 петок од 12 до 14 часот ќе организираме штанд кај паркот спроти киното и ќе продаваме мечиња, балони и ќе организираме лотарија. Средствата кои ќе бидат собрани ќе бидат наменети за нашата сограѓанка Славица Димитрова.
ве повикуваме сите расположени хумани граѓани да дојдете да не посетите на штандот. Учениците од Гушови Кентиев и членовите на Сдруженијето Грин постојано се во вакви хуманитарни акции за помош на наши сограѓани на кои им се потребни средства за лекување во странство. Неодамна членовите на Грин и исто така пред Центарот за култура Бели Мугри имаа хуманитарна акција на донирање облека која беше реализирана под мотото "Ако имаш донирај, ако немаш земи", преку која помогнаа на социјално загрозени семејства од Кочани. Унибанка одбележа јубилеј од 20 години од отворањето на експозитурата во Кочани. По тој повод се одржала пригодна свеченост на која присуствувале голем број гости. Јубилејот 20 години од отворањето на експозитурата во Кочани, Унибанка го одбележа со свечена прослава, што се одржа во средата вечерта во ресторанот Амор, а на истата присуствуваа голем број гости, клиенти и соработници од источниот регион на земјата. Како домаќин, градот Кочани приреди програма со која создадоа одлично расположение за присутните. Ова е свечен момент за сите вработени од експозитурата, но и за клиенти на банката. Денес може да бидеме горди на многобројните проекти кои ги имаме финансирано во изминативе 20 години, преку кои нашите клиенти успеаја да зголемат вредноста на своите компании, да станат поуспешни и поконкурентни на пазарот. Како тим и понатамо ќе одговориме на потребите на нашите клиенти, квалитетна услуга и широка лепеза на банкарски продукти и услуги и нивно успешно спроведување, што не прави различни во однос на другите банки. Ве уверувам дека и во иднина ќе продолжиме да бидеме ваш партнер кој ги разбира вашите индивидуални потреби и застанува смело позади вашите бизнис идеи, изјави раководителот на експозитура Кочани Марина Апостолова. Специјално за поводот на свеченоста присуствуваа господја Милка Тодорова, претседател на управниот одбор и извршен директор на Унибанка, господинот Делчо Крстев, член на управниот одбор и извршен директор на Унибанка, и господин Иво Зимовски, директор на мрежата експозитури на Унибанка. Благодарам на целиот тим од нашата експозитура во Кочани за нивниот професионализам и постигнатите високи резултати. 20 години не се малку. Тука не застануваме. Вие покажавте голем ентузијазам. Ја стекнавте довербата на голем број клиенти, физички и правни лица, кои ги доверуваат своите средства на вас, за кои што наискрено ве поздравувам, рече господја Милка Тодорова. Експозитурата на Унибанка во Кочани е лоцирана на Кејна Револуција број 5, влез 2 и 3 и е со работно време од понеделник до петок од 8 до 16 часот. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово доживеа пораз на вториот пријателски контролен надпревар што го одигра во Гевгелија против Кожув. Подготовките на клубот пред почетокот на пролетниот дел од првенството продолжуваат, а за викендов е договорен пријателски надпревар со младинската екипа на Академија Пандев. Со пораз од Гевгелија се врати обновениот и подмладен состав на фудбалскиот клуб Осогово по вториот пријателски контролен надпревар што го одигра против второлигашот Кожув. Жолто-сините примиле 3, а постигнале само 1 гол, со што во досегашниот подготвителен период пред почетокот на пролетниот дел од првенството не покажуваат забележителни резултатски промени во однос на есенската сезона. Ако се има предвид дека на првиот пријателски надпревар против Саса во Македонска Каменица одиграа нерешено 2:2, може да се заклучи дека е неопходно фудбалерите уште да работат за да ја добијат посакуваната форма, што може да даде надеж за подобар настап во продолжението на првенството во втората лига Исток. На надпреварот во Гевгелија домакините први дошле во водство во 32-та минута, а пред крајот на првото полувреме ја зголемиле предноста на 2:0. Во вториот дел Осогово го намалил резултатот во 65-та минута со погодокот на Паунов, но тоа било се што жолтосините направиле за да се спасат од пораз. Гевгеличани постигнале уште 1 гол во 78-та минута, со што го поставиле конечниот резултат. Следниот контролен пријателски меч Кочанскиот второлигаш ќе го игра в сабота со почеток од 13 часот и 30 минути на градскиот стадион Никола Мантов, каде ќе гостува младинската екипа на Академија Пандев.
Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.